Порастот на цените од изминатиот период влија и на трошоците за живот. Потрошувачката кошница според пресметките на Сојузот на синдикати на Македонија во месец јуни изнесувала 32.056 денари. Од нив, едно четиричлено семејство треба да издвои околу 13.486 денари за исхрана и пијалоци, а за домување 10.215 денари. Тоа се речиси 70% од примањата кои се наменети само за исхрана и сметки. Според Државниот завод за статистика, просечната месечна исплатена нето плата по вработен во април 2014 изнесува 21.175 денари. Пазарџиите во Тетово велат дека понудата на производи е голема, но граѓаните немаат доволно пари да купуваат, а најмногу се троши на зеленчук и овошје. Цените се исти како гледате. Купуваат помало така. Што најмногу купуваат граѓаните? Ево, пипер, 100 динара vreća. To je pojeftino. Ne. Цените са исти. Граѓаните се шетат по пазар, гледат кај има најефтино да земат, да се јадат. Друго ништо, кромпир 150 динара vreća 10 кила, пипер 5 кила 100 динара. Што најмногу купуваат? Најмногу пипер се земат 5 кила 100 динара да се јаде. Имате некој поскапување? Не, нема ништо. Има само красавица мало се поскапува, а другото ништо. Све иста цена е. Цените планински народ нема парави. Што е најскапо? По све ефтинije 20 dinara, 6 kila, 100 dinara. Што најмногу граѓаните купуваат? Петричани пипер, ништо друго. Па што им треба, али многу мало се троши роба. Има поскапување во? Не. Секу поевтино него што беше пред празникот, пред Рамазан, цене се многу ниски се. Ниски цени, Да, многу лоша, да, многу слаба. Вработените лица во Македонија во најголем дел земаат плата од 12 до 16.000 денари, според резултатите од најновата публикација на Државниот завод за статистика. Тетовци домашниот буџет најмногу го трошат за исхрана, но велат дека примањата не се доволни ниту за неопходните трошоци. Како за мене е скапо све за пензија. Превише су скупи. Како да кажем, све исто е, така. Што најмногу купувате? Зашто најмногу трошите пари? Овоше. Друго не. Што е најпотребно? Компир, граха, лук. Сметате ли дека е скапо? Па не е баш скапо, но пари нема. Во последниот бран поскапување се зголемија цените на струјата, цигарите, патарините, а најавено изголемување на сметките за вода и комуналии.